најраширена, доминантна етичка ориентација на денешницата представува утилитаризмот. Утилитаризмот го поддржува стремежот кон корисното. Терминот утилитаризам потекнува од латинскиот збор utilis, што значи корисно, или utilitas, корист, полза. Утилитаризмот е создаден од англиските филозофи Джереми Бентам и Џон Стјуарт Мил. Джереми Бентам ги определува моралните цели како дејства со кои личноста може да оствари среќа. За Джереми Бентам, смислата на животот е најголемото количество среќа за најголем број луѓе. Ставот на Џон Стјуарт Мил за усовршени личности на една модерна човечка заедница е следниот. Подобро е да се биде незадоволно човечко суштество отколку задоволна свиња, или подобро да се биде незадоволен Сократ отколку задоволна будала. Утилитаристичкото значење за стремежот кон корисното е да се достигне среќа, да се дојде до она што сите го бараме. Целта и резултатот од однесувањето според утилитаристичката доктрина е на човекот да му создаде задоволство и да го ослободи од тегобноста и болките. Според филозофот Пјер Абелар, најважно за етиката е намерата. Секое дејство започнува со намерата. Интенционализам е етичка доктрина за која намерата е внатрешна димензија на моралот на личноста и на незината постапка. Консеквенционализмот има пристап и учење во етиката, каде е воведен и надворешен елемент, резултат од дејствата, последица. Постапката кај личноста ја изразува незината идеја и волја. Резултатот од намерата е последица. Синтагмата те разбирам и те оправдувам со други зборови може да се објасни. Кога некој му дава помош на некој страдалник, иако одделува и од имото за семејството. Синтагмата не те разбирам, но те оправдувам со други зборови може да се објасни. Кога некој претерано се посветува на нешто, го запустува семејството, но дава добро дело за сите луѓе. Синтагмата те разбирам, но не те оправдувам, со други зборови може да се објасни. Кога некој почнува да се коцка од желба да заработи пари, но се презадолжува, па тој самиот и сите околу него стануваат бедни и несрекни. Синтагмата не те разбирам и не те оправдувам, со други зборови може да се објасни. Кога некој ќе почне, например, да зема дрога или со некого се впушта во криминал. Теоријата на конкретна должност се нарекува деонтологија.